Добар ден, криптоентузијасти. Како што ветивме денес, значи ќе направиме видео за вести. Пред да продолжиме со работата, прво сакам да ги пофалам нормално оние кои што ни допринесоа со вести во ова видео, а тоа се стандардните Иле Кочишки, Дарко Јошев и Бобан Досев, како и Лазе Дагалев, кои што ни помогнаа со препирање на овие вести, кои интересни работи за кои што ќе поразговараме денес. Нормално, пред да почнем со самите вести, за утрешниот и прекутрешниот ден, односно понеделник и вторник, за жал поради преголеми работни обврски, не верувам дека ќе имам време да направам материјал за каналот, но како и да е, нели, како што може да видите, во секој случај кога имаме некаков тип на итна ситуација, нели нормално, секогаш сум овде да помогнам, секогаш сум овде да ви дадам барем до знаење што се случува и нели моје гледиште на стварите, како и секогаш не значи дека треба да ме следите мене, но нели добро е да се има второ мислење за оно што се случува на пазарот, така да за следните 2 дена се извинувам, но тоа е реалноста кога нели имате кариера. Прво, нормално, како и секогаш во нашето видео би сакал да започнам во оваа ситуација посебно со циничноста на традиционалните финанси, односно не гледате што правам, гледате што ви кажувам. Значи, фацкава диносаурусов, кловнов, Уорен Бафет е еден од оние legendary статус трейдери во времето на нели 70-ти до 80-ти и натаму, со тоа што нели типот направил соодветно богатство од тргување во акции нормално, во хартии од вредност, но да не заборавиме дека типот не знае ништо друго освен хартии од вредност. И ваквите фосили што биле присутни кога било откриено радиото, значи жално е денеска да ни кажуваат како треба ние да ги средуваме финансиите кои што треба да бидат за нашите и идните генерации. Значи нели се уште они ни кажуваат како треба да се понашаме, што треба да вреднуваме, а што не. Мислам, тоа ви е познато и од дома, верувам, затоа што и домашниот менталитет во Македонија е слично на тоа, као, што знаеш ти од вчера, нели? Со тоа што, нели, како што кажав, најголема технологија која што типот успеа да ја работи у животов е да најде фреквенција на радио, претпоставувам, но, нели, денеска он кажува што е вредно, а што не е, со тоа што постојано, значи, дури пред неколку дена повторно имаше изјава како биткоин бил казино, и дека нели као тоа било нормална работа, луѓето сакале да се коцкаат, тоа не е ништо ново као, но тоа е казино и порано подоцна као демек нема да постои веќе, само прашање на време кога, нели? Сега, не го забравајте тој дел, многу битно. Во исто време типов е тој што нели вреднува обврзници, вреднува нели банки, затоа што тоа е стабилниот систем, така нели. Тоа е она што моментално е стабилно и ние терористите со нели овие крипто елементи се обидуваме да го урнеме, нели, стабилноста на системот се обидуваме да урнеме, но во исто време додека тоа го кажува дедово, неговата компанија уствари се нарекува Berkshire, само да видам како беше целото име, Berkshire нешто, небитно како и да е, Berkshire нешто. Со тоа што, нели, моментално, пазите го, вели, ова е само неколку дена стар артикл, каде што вели, најголемот од инвеститорите заедно, нели, со Бафет, кој што води ова, да речем, компанија за инвестирање, значи драстично го намалиле своето изложување во хартии од вредност на банки. Односно, најголемите банки, нормално, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs Group, значи ги намалиле количествата на пари кои што ги чуваат во овие банки, како и значи, истиот има големо учество во US Bancorp, кој што исто така го намалил драстично. Зошто? Значи, ако вие не верувате во криптовалутите, а во исто време го намалувате вашето изложување во банките, во што вие верувате, така? Значи, нели е диносаурусов, која веќе го знае решението, за каде? Каде инвестираш? У Кока-кола? Оред знаеме дека имаш, каде на друго место, така? Значи, кога очигледно и диносаурусов ви кажува дека не е за верба моменталниот банкарски систем, односно се очекува уште поголема криза. Значи не е ова случајно, ова сигурно го прави со причина. Со тоа што дали е свесен диносаурусот дека во моментот кога овие банки ќе почнат да пропаѓаат, нормално неголемите банки многу тешко дека ќе пропаднат, но оние мали кои што ќе почнат да пропаѓаат автоматски ќе доведат до повторен раст на биткоин, како што тоа се случи со Silverbank банката. Така да чисто да го имате тоа во предвид, исто како што се случи со Silvergate, Silicon Valley, се извинувам. Silvergate и Signature банката, двете банки беа крипто-френдли.
И нивното пропаѓање не доведе толку голема криза за криптосекторот, колку што доведе подем на цените на криптосекторот. Само сакам да напоменам дека дури и крипто френдли банките кога пропаѓаат, позитивно делува на криптосекторот, а не по овие големи кои ќе почнат да пропаѓаат. Со тоа што кондензирањето на банки се очекува да се движи во типот на оние кои што се регионални банки, односно помали банки, да почнат да губат, затоа што многу јасно кога имате ваква ситуација, повеќе од сигурно би ги преместиле вашите средства кои што ги имате моментално во тоа се нарекуваат финансиски стратешки банки, како што се овие моментално што нели типов престана да финансира Wells Fargo, JP Morgan, Chase, Goldman Sachs. Зошто? Затоа што пропаѓање на ваква голема банка може да направи многу голем проблем на бенкран низ целата држава. Поради тоа, нормално е, значи, ако се сеќавате она што испадна и го кажа кајнив черменот на Treasury, Дженет Јелен, дека само стратешки банки ќе бидат целосно нели покриени депозитарите и поради тоа нормално дека ако вие имате депозит во помала банка, ќе го пренесете во поголема банка каде што знаете со сигурност дека државата ќе ви го врати ако нешто се случи со банката. Но каде е овде проблемот? Зашто сакам да ви покажам зашто е толку битно? Ќе бидат надокнадени средствата само на депозитарите, но не и на оние кои што инвестираат. Затоа ваквите радиофреквенција фосили си ги повлекуваат парите затоа што ако пропадне некоја од овие банки, оние кои што инвестирале во хартиите од вредност, односно во самата инфраструктура на банката, нема да бидат надокнадени. Односно, тоа е оној ризик на финансиите дека доколку нешто што ти инвестирале е пропаднало и вашата инвестиција оди заедно со тоа, што не важи за депозитарите, односно оние кои што регуларно чувале пари на сметките на овие банки. Значи тоа е она што овие како да кажам, значи не знам како да ги наречеме, тоа е страшна работа. Значи неговото време завршило, ама он е се уште тука да направи полошо да биде за сите идни генерации, се разбираме? Со неговото кочење на овој менталитет на овоа нечин, тоа е нова технологија, се разбираме. И друга битна работа е тоа што значи кога пропаѓа еден брод, не знам дали се слушале, ама стаорците први го напуштаат. Кога ќе видите како трчаат стаорци надвор и почнуваат да пливаат по морето, значи дека бродот веќе пропаѓа и дека касно е. Па така и стаорците почнаа да бегаат од банки затоа што очигледно се полошо и полошо ќе биде. Останува да видиме, но нели, ова само ви кажувам што значи и зошто го направил, па вие после тоа заклучите си ваш нели заклучок, затоа што ќе знаеш ќе напоменам. Он не е депозитар да поседува пари внатре. Он поседува харти од вредност, односно поседува инфраструктура на самата банка. Што значи дека ако банката пропадне, оние кои што имаат харти од вредност, за жал инвеститорите нема да им биде надокнадено ништо. Така да поради тоа стаорците први го напуштаат бродот. И да видиме каде одат стаорците. На чистиот овој дедо, кој што има проблем со финансирање во биткоин, очигледно нема проблем со финансирање со компании кои што работат исклучиво со Ripple. Значи, Sumitomo Corporation, ако се сеќавате, јас одамна ви кажав дека моментално во Јапонија, значи ова го имаше како вест на едно од видеата, 300% се сеќава, може да го проверите, дека Јапонија и Филипините имаат договор со кој што сите помеѓусебни трансакции од страна на физички лица, од типот на праќање пари дома, како што, например, филипинци има еден куп во Јапонија, се прават исклучиво преку Ripple. А како е тоа можно? Тоа е посебен тип на корпорација која што работи исклучиво со Ripple. Сега ќе ви покажам. Значи ќе ви кажам како е тоа поврзано со нели Фосилов, но како и да е пред да стигнеме таму. Значи Sumitomo е само еден дел, односно оваа корпорација е дел од Sumitomo, само да ви кажам како се каже целата. Значи SBI Ripple Asia Consortium of Banks, односно тоа се еден куп банки во Јапонија кои што користат Ripple за меѓународен сетлмент, односно за брзина и за трансфер на капитал. Со тоа што Sumitomo, значи оваа компанија е една од многуте кои што работат моментално во овој конзорциум. Со тоа што, значи моментално Диносаурусов не само што инвестирал, туку кажува како тоа е многу солидна инвестиција и дури го, значи, дуплирал своето учество во ова трейдинг, како не се лажеме, компанија. Сега не е ни битно, идејата е дека
Значи еве го тоа што ви кажувам дека он бил толку задоволен што и понатаму продолжува да го зголемува, нели, учеството во оваа компанија. Да, нормално, кога користи блокчейн, за кој што ти викаш дека е коцкање, така. Но тоа ти одговара на интервју, а вака сега кога ќе видат дека луѓе ти уствари стварно инвестираш во таков тип на компании, кои што директно работат со Ripple, значи работат со блокчейн, како да ви кажам, значи стоворците гледајте на каде пливаат, не гледајте што ви кажуваат, само толку. Кога веќе зборуваме за ставорци, значи не знам никако да го прочитам, Тиџане Тиам е уствари претходен CEO на Credit Suisse, една од најголемите банки во светот и да се вратиме на оно што го кажа на почетокот, стратешки финансиска битна банка во светот, не само во Америка, во целиот свет, така. Иако нели нормално се наоѓа во Швајцарија, сакам да кажам дека ова е исто така како што е JP Morgan and Chase, исто така и Credit Suisse представува стратешки финансиска банка, која што не смее да биде дозволено да пропадне. Колку е лесно тоа кога ви викаат работете, ако пропаднете, ние ќе купиме се, не смеете да пропаднете. Значи колку е добро тоа, така? Ви даваат одврзени раци да правите што сакате. Во 2017 година, значи Чичево вика биткоин вика на 7000 е вика дефиниција на бабл. Значи буквално дефиниција на бабл. Значи тоа е тоа, крај. Многу интересно направено. Credit Suisse во последните 6 години, минус 99% вредноста на акциите. Биткоин во последните 6 години, плюс 290% вредност на еден биткоин. Значи, затоа уште ќе напоменам, не гледајте што ви кажува генерацијата која што заминува, туку гледајте што се случува на хоризонтот, се разбираме. Значи, овие се тие фаци кои што го воделе овој финансиски систем до колапсот до кој што моментално се наоѓа. Вие фаци, буквално. Значи, дали се тоа банкари или се ваков тип на диносауруси кои што имаат некои заостанати сваќање на финансискиот сектор, овие се тие диносауруси, се разбираме. Ово е проблемот во финансискиот систем моментално. Baby boomers, како што ги нарекуваат таа генерација. Друга битна работа која што мораме да забележиме. Значи, овие се фаците кои што ќе биде пречка и за регулатива, ќе биде пречка и за блокчейнот да стане дел од пример, он е толку заљубен во хартиите од вредност. Значи, токенизирање на хартии од вредност е една од најдобрите работи кои што може да се случи на тој пазар. Затоа што токенизирана хартија од вредност не може да биде манипулирана. Од друга страна ќе се знае колку се произведени, каде се продадени и која компанија стои позади, се ќе се знае. Ќе се знае точно која акција, која поседува. Значи, ако така гледате на работата, оваа технологија веднаш и 10 пати го напредува целиот тој централизиран трейдинг сектор, што е хартија од вредност зборуваме, и дополнително на сето тоа да не заборавиме дека прво ако толку веќе гледаме на тој сектор, дава контрола, затоа што секоја држава многу лесно може да види кој го поседува токенот, затоа што е на блокчейн, дури да е приватен блокчейн, да речеме дека берзата е приватен блокчейн, така. Од друга страна, ќе се намалат фисот енормно, затоа што немате потреба веќе од куќи кои што ќе ви ги држа хартиите од вредност, брокери кои што ќе ги држа хартиите од вредност. Така да овие фосили се тие кои што не дозволуваат тоа да се случи. Значи стоите на патот на технологијата само затоа што вас ви одговара или затоа што не го разбирате тоа. Фреквенции на радио тип, се разбираме? Добро, барем знаеш што е FM или AM, нели? Вака сега, додека разговараме за диносауруси, да не забораваме дека имаме и диносаурус институции, како што е IMF, кои што упорно се обидуваат да ги промовира CBDC наспроти крипто, што е нормално, тоа е очекувано, нели? Но овој степен одите до таму каде што сега најнаш дели и соодветни прирачници како да се направи CBDC програма, со тоа што моментално вели дека сега ќе кажам точно колку, значи имаше само не знам каде точно дел. Да, 30 земји веќе се обратиле до IMF за помош во правење на CBDC и 40 тотално до сега веќе контактирале во однос на CBDC. Сега, гледайте со која финта ги факаат, значи како може ова. Значи, веруваме дека капацитетот за развивање на CBDC е најбитен за да не дојде до рифт, односно до разлика помеѓу оние кои што имаат дигитална CBDC валута и оние кои што немаат. Во превод, така трендот иде, сега мора сите да го направите тоа, се разбираме? Значи, не знам што да кажам. Значи, како и да е. Знаете што е CBDC, знаете колку е опасен и сега моментално се обидуваат да го представат тоа како државите стојат во ред и чекаат. Да, владите на државите стојат во ред и чекаат, затоа што CBDC
да се воведе во една држава е влажен сон на секоја една влада. Имате целосна контрола врз финансискиот сектор на една држава, каде што ако имате некој што ве критикува, едноставно може само да му забраните да поседува CBDC и вие немате проблем. Се разбираме? Така да, CBDC е проблемот. CBDC не е решението, сме разговарали многу пати. Погледнете наназад, значи имаме едно видео каде што точно разговараме за CBDC, дигитална идентификација и нормално social score, кое што јас ќе го ставам како предлог на крајот од овој видео, затоа што е многу битно и мора да знаеме кој е потенцијален проблем од ваков тип на срање доколку биде воведено во нашата држава. Со тоа што IMF моментално тоа многу го бутка, значи гледате, моментално се обидуваат да ги убедат сите дека без тоа вие ќе заостанете во следниот финансиски тек. Се разбираме? Ако немате CBDC, автоматски ќе ви биде практично, нели, ќе бидете назад со се тоа, се разбираме. И сега тоа е околу овие институции што вас ви е јасно дека тоа ќе го прават, но нели да не забораваме дека истата ваа IMF која што тврдеше дека доколку превземете биткоин како ваша стандардна валута покрај вашата или само биткоин како и да е, како што тоа го направи Централната Афричка република и Ел Салвадор, кажуваше како вие ќе колабирате, дека нема теоретски шанси тоа да успее. Пак ќе напоменам пред само еден или месец и пол така нешто беше, да каже дека ете нивните стравови за Ел Салвадор не се материализирале. Не. Тоа е само кажано во финеса дека уствари тоа што они јаделе трици не испаднало како што они кажале. Зошто е тоа така? Затоа што на крајот од денот многу по-нормално би било функционирање на една држава со макар и да е тоа биткоин без разлика која валута е, каде што имате децентрализиран леџер кој што не го контролира никој, наместо тоа вие во оваа ситуација пак ќе напоменам. Давате целосна контрола на финансискиот систем, значи целосна контрола. Сега барем имаме некој степен на децентрализација каде што имате Централна банка или Народна банка кој кај нас во Македонија, па имате комерцијални банки, па ги имате потрошувачите. Не, овој пат се тоа го елиминирате, имате само Централна банка и потрошувачи. Значи целосна контрола. И во било кое време оваа Централна банка може да одлучи да ви ги одземе парите, да ви каже што да купите, да ви каже кога да купите, каде да купите, колку да купите, значи едноставно на вашиот wallet кој што ќе ви биде даден поврзан со вашата идентификациона картичка, не лична карта, ќе ви биде буквално дозволено да купувате каде што они ќе ви наведат. Се разбираме? Ако некоја компанија утре прави проблем и не знам, да речем, оној кој што ја поседува компанија да зборува против владата, едноставно ќе дадете мерка со која што ќе кажете производите на оваа и оваа компанија да не се купуваат повеќе. Се разбираме? Само да имате опредби што ви доаѓа, за повеќе информации погледнете во видеото за кое што разговаравме, ќе биде ставено во предлог. Сега, денеска значи Даниел Маневски на Криптовалути Македонија ја ова слика и е многу добра. И би сакал искрено да поминам преку истата со цел да образложиме што досега знаеме за овие 10 точки и како истите според мене барем би имале битност во однос на следниот квартал, односно следните 3 месеци, во случајов април, мај и јуни. Сега, зошто е ова битно? Секоја чест значи на момакот, браво. Ако не ти е проблем, јас пише во коментар, се надам нема да се налутиш, но е многу добро и би сакал да го образложам и да дадам што имам до сега, нели, информации барем во однос на ова, затоа што ова е многу добро потсетување за некои работи кои што веќе ги заборавивме, како што е на пример ситуацијата со DCG, значи гледате како се заборава, а не е заборавена, значи се случува во теке. Прво, market correction possible after strong Q1. Значи, да, очекувана е корекција, тоа ние многу пати сега го напоменавме, со оглед на фактот дека сме oversold. Но затоа и го дадовме она како потенцијален аргумент дека истата ситуација претходно се случуваше и пред прекршување на претходниот all-time high во 2019-2020 година, каде што наместо да се коригираме, добивме уште толку поголем памп. Така да ова дали ќе се случи или не останува да видиме, нели ова е нормална стандардна техничка анализа, но има логика дека доколку станува збор за било кое добро, зборуваме било кое добро што се тргува, таков тип на oversold, значи, извинете, overbought, прекупено, би било нормално да имаме корекција, но не и во крипто сектор, посебно не во биткоин, кој што знае да изненади кога најмалку очекувате. Така да, за ова ќе поразговараме во техничка анализа нормално, но е интересно, нели, спомнато. Шапела Ethereum unstaking, schedule for 12th of April, значи да, ова ќе помина успешно и гледаме дека Ethereum наместо да изгуби доби на вредност, затоа што како што кажав, позитивата од самото тоа што моментално може да направите стейкинг и unstaking на Ethereum е многу поголема од
негативната страна дека некои луѓе ќе извадат и ќе си ги продаат моментално етериумите. Посебно со оглед на фактот дека поголемиот дел од луѓето кои што ставиле на стейк етериум, го ставиле и сега се во минус. Затоа што го ставаа во текот на претходниот bear market, кога нормално цената паѓаше, и за да не го продаваат, го ставиле на стейк, што значи дека поголемиот дел од нив сега се во минус. Го ставиле многу поголема вредност од моменталната на етериум 2000, па затоа и ќе чекаат сигурно. Значи во најмала рака сигурно ќе почекаат барем да порасте вредноста пред да нели го елиминираат она што го имаат во стейкинг. Во секој случај ова испадна успешно и е многу добро и на некој начин едно од најпозитивните работи кои што се случиле до сега година. Crypto Crackdown, Binance versus CFTC. Значи, ова станува збор за минати случаи, во кои што наводно Binance им дозволил на американски, да речем, купувачи да користат VPN, односно да го користат Binance од Америка со променување на нивната геолокација во некоја друга земја. Тоа е VPN, сега да не досаѓаме што е како е, тоа е уствари посебен софтвер кој што ви дозволува да маскирате сигналот од каде доаѓа и на тој начин да може да отворите одредени страни кои што не се дозволени во вашата држава. Прост пример, сега моментално кога јас сакам да гледам руски вести, а тоа го правам на дневна база, го правам така преку VPN и можам да ги гледам сите оние големи канали во Русија како што е Русија 1, РТ и слично, со цел да не мора мене да ми кажува Европска унија и НАТО кои вести јас да ги следам. Истата ситуација и овде, каде што многу луѓето во Америка одлучуваат дека сакаат да работат со Binance затоа што е најдобрата и најголемата менувачница и го прават тоа преку VPN. Сега наводно зошто Binance не ги спречил? Има неколку, не е една, значи има неколку повеќе се, да речем, тужби во оваа ситуација, но се што знаеме моментално дека во тек. Нема големи вести, затоа и не би ги, иначе би ви ги покажал веднаш, значи во теке. Тоа е единственото што можеме да го знаеме, но потенцијално успевање на CFTC да го на некој начин нападне Binance би било лошо за пазарот со оглед на фактот дека е најголема менувачница и има најголеми волети од топ 15 коини сигурно, со тоа што во оваа ситуација мораме да разбереме дека CFTC има пречка. Значи вие тужите некој кој што не е на ваша територија, ни прекош бил заинтересиран да биде на ваша територија. Така да ова ќе видиме како ќе успеат да го направат, но нели мурика и се е можно, останува да видиме. Значи ова е навистина една потенцијална работа која што мораме да ја следиме и ќе ја следиме на нашиот канал. Мика, едно од најдобрите, многу битно. Денеска е 16, на 19, тоа е практично среда. Оваа среда ќе биде гласано финално гласање за Мика, кој што досега, значи требаше да биде гласан уште пред неколку месеци, кога ви кажав дека е практично изгласан и така беше кажано. Репортерот кој што го кажуваше ова, кажуваше дека е изгласан. И јас за тоа така ви кажав, нормално ако вестите се неточни, за жал јас неточни вести ви пренесувам. Со тоа што, значи, претходниот пат кога прочитав која е причината е дека поради недоразбирање и непреведување на овој закон на соодветните сите јазици во Европска унија, значи истиот и не можел да биде гласан на тоа заседание последно, така да сега моментално 19 април ќе биде повторно гласан нели овој закон кој што е исклучиво битен за нас. Зошто? Затоа што ќе легализира користење на криптовалути низ цела Европска унија и дополнително, значи ова е у кратки црти, иначе го имате и за ова. Значи ако само напишете MICA кај мене на каналот, може да го најдете или само напишете на YouTube MICA Криптогемиџија, ќе го најдете видеото, каде што објаснувам се во детали. Оно што е битно да го знаете е дека прво сите криптовалути кои што ќе успеат да бидат легализирани во било која регулатива на Европска унија, значи дали е тоа во Естонија или во Шпанија или во Англија, ќе речем, или во Германија, значи во една држава доколку вашиот криптопроект е легален во цела Европска унија, истото важи и за, они ги нарекуваат малку поинаку, VASPs, односно Virtual Asset Service Providers, а уствари тоа е за нас централизирани и децентрализирани менувачници. Тоа е она што највеќе ќе ни биде битно од оваков тип на институции, односно на нели компании, корпорации. Значи практично и тие ќе може да се регистрираат во било која земја во Европа. Нормално ќе ја бираат таа кој што има најлесна регулатива. Верувам дека ќе доаѓаат повеќето на Малта и дека со ваквото регулирање во една земја автоматски се легални секте. И многу уште една битна работа, иако за вас тоа можеби не е, но верувате ми е исклучиво битна, значи ќе има соодветни правила. Со тоа што во оваа ситуација, значи во овој дел од регулативата ќе има и посебен дел за стейблкоин, каде што ќе се знае точно кои треба да бидат начините на кои се регистриран стейблкоин, кои се резервите кои што ти мора да го имаш, значи дека
Пак, гледате, ова е позитивен дел на регулативата кој што ни е многу потребна со цел да се заштитат луѓето кои што учествуваат на овој пазар. Односно нема да може било која бутала да направи стейблкоин и да се случи она што се случи со Terra Luna. Се разбираме? Така да поради оваа ситуација, значи овие побарувања кои што ги има за стейблкоини ќе бидат доста добри, затоа што знаете и сами дека моментално криптопазарот не може да обстојува без стейблкоин, затоа што тоа ви е на некој начин директната конекција со on и off ramp. Без стейблкоини вие не можете да учествувате од вашиот финансиски систем со вашиот кеш и пари во крипто сектор. Поради ова тоа е добар дел, нели, позитивна работа, но повторно како се тоа ќе се одвива и како ќе изгледа самиот закон можеме да дознаеме во среда кога ќе биде конечното гласање. Значи тоа е исто многу битно, ќе го проследиме, но јас гледам позитивно, но ја не гледам до сега барем немаше некои големи нели негативни страни на сето ова и Мика според оние луѓе кои што го следат од моето последно видео не е променет ново. Така да уште еднаш ќе напоменам, ќе гледам да ги ставам прво видеото за нели CBDC и AID, а второ ќе биде ставено за Мика како предлог, најдобро за да не мора да го барате на крајот од ова видео. DCG Loan Deal. Сега, овдека е интересна работа, тоа што, значи, целата ситуација со DCG и со Genesis се уште не е разрешено. А интересно целата оваа ситуација е што доколку пробате да најдете нешто околу DCG и Genesis, ви дава вести кои што сте доста стари. Значи, на вистина нема ништо, еве гледајте. Значи ова е буквално на Google ги барам најновите вести за ова и е пред една година, уствари пред еден месец уствари колку е изгубил во пари откако сето ова нели се случува, затоа што ако се сеќавате, значи дојде и до суд и до закани и до се, а нема никакви вести, значи никој не пишува ништо за ова, гледате. Најстарите вести се, тоест најновите вести од јануари и февруари, така. Така да поради оваа причина верувам дека ова нешто се случува во позадина, за кое што овие два субјекти имаат доста моќ и се обидуваат да не го покажат. Сега што се случува останува да видиме. Ако некој има повеќе вести, биве замолен да не информирате, затоа што јас на вистина не знам повеќе за тоа е се што знам моментално. Посебно беше нели дека Genesis ги побаруваше, извинете, значи во оваа ситуација Gemini ги побаруваше назад своите пари и нели обвинија дека ќе судеа, но што се случува моментално не знам, единствено знаеме дека Genesis отиде во банкрот и дека наодно DCG се уште има обврски кон Gemini, поради тоа што нели на крајот од денот DCG е мајка компанија на Genesis. Така да останува да видиме околу ова, се уште нема соодветни информации, но нели го следиме ова. Секако ако нешто испадне веднаш ќе бидете информирани, но на вистина управо е нели кој да го направи ова, дека на вистина ќе биде битно што ќе се случува со DCG и со Genesis, со Gemini, како и нормално со тужбата која што DCG, и тоа е исто битна работа која што не е ставена овде. Значи DCG има тужба против SEC во која што SEC не му дозволува на DCG да го направи својот Grayscale Bitcoin фонд во официјален ETF. Значи тоа е исто така една многу битна работа, која што се уште нема апдејти, значи се случува моментално, не е под затворени врати, но не е толку очигледно покриена како тужба, како нели случување, но е исто така многу битна затоа што дозвола на DCG да го претвори својот Grayscale фонд во ETF ќе значи многу голем катализатор за следниот bull market. Многу голем, затоа што официјално на тој начин вие го ставате биткоин како добро за тргување на официјална берза. US BTC Sale е сега вака. Значи US, односно Мурика поседува биткоин и поседува многу биткоин. Значи многу биткоин поседува. Поседува 204.000 биткоин моментално. Овие кретени. Со тоа што ова се конфискувани нели биткоини од различни хакови, различни криминални действија, бла бла бла, за ова разговаравме претходно, со тоа што досега прв пат на почетокот на март одлучија да продадат еден мал процент од она што го имаат, а тоа е 9.000 биткоини и тоа предизвика и пад на пазарот благ, иако ништо посебно, но предизвика. Сега, интересна работа е тоа што, значи самите кретени Мурика најавија дека оваа огромна количина коини кои што ги имаат, ќе ги продаваат во неколку наврати. Сега само да видам каде беше точно тоа. Да, значи еве може да видиме овдека. Планира уште во 4 наврати во текот на 2023 година да ги продаде преостанативе 41.490 биткоини, но да не забораваме дека тоа не е се што има, можеме да видиме дека има многу повеќе од тоа. Значи, како што можеме да видиме овде, дека има околу 204.000, што е многу голема сума.
Како и да е. Не заборавајте дека ова може да биде оружје во раците на американците, затоа што во раците на американците се е оружје и доколку имаат потреба од дамп на пазарот, со цел да спроведат некои своји моментално притисоци, тоа ќе го направат. Сега, препоставам ова може би беше тестра, да видат како би изгледало кога би продале околу 10.000 коини, со тоа што да не заборавиме кој го прави ова, значи кој им помага, ако не првите газолижачи во Америка, Coinbase, со тоа што тие во исто време државава те тужи, но во исто време те користи за продажба на биткоин. Значи нема потреба од образ. Што е тоа образ? Ѓон. Во оваа ситуација, значи имате SEC, значи Coinbase, знаете и сами, најрегулираната на светот менувачница и ги има и тие што и се потребни, и тие што не и се потребни. И дозволи, и сертификати, и не знам шо. И на крајот повторно добиваат тужба од SEC, а во исто време ги користи Америка за продажба на биткоин. Значи, ако воа не е банана република, па не знам шо е. Како и да е, битно е да разбереме дека имаме уште голема сума на биткоини, која што во било кое време може да биде дампната на пазарот од страна на овие морони, и тоа може да предизвика потенцијален крах. Сега не е страшен, но ќе има пат на пазарот, нормално кога некој едноставно ви на Coinbase едноставно 10.000 биткоини продавате. Нормално дека ќе има пат, тоа е нормална работа. И сега како ќе се одрази тоа останува да видиме, до сега може да шпекулираме само, но да, ова е навистина една од поголемите проблеми кои што моментално ги имаме на пазарот, економска криза. Во однос на економската криза, за ова разговарав на нашиот роденденски лайвстрим. Значи, таму одговаравме на многу прашања, би напоменал сите оние кои што досега не ги гледале нашите видеа. Ова беше доста интересен начин. Значи, јас секогаш се обидувам на лайвстрим да ги прашам луѓето да постава прашања кои што ги интересираат. Проблемот е што најчесто лайвстримовите ги правиме преку ден од сапајле, кога имаме време, и тоа е проблем затоа што верувам дека поголемиот дел луѓето кои што сакаат да постават прашање не се овде. Така да се извинувам, ќе гледаме тоа во иднина да го смениме, но сега за жал тоа нема да се случи. Гледате дека мене ми е задоволство да одговорам на сите ваши прашања, но за жал нема време кога тоа да се направи. Затоа и може да ги поставите вашите прашања слободно, поднесете ги прашањата или на нашата Facebook страна, CryptoGamingия профилот, или пак на Instagram, каде сакате, слободно запишете, јас гледам да прочитам оприлика се. Сега, зошто е ова битно? Затоа што ова прашање го одговоривме на роденденскиот лайвстрим. Само на кратко ќе го спомнеме уште еднаш и останува на вас понатаму да го погледнете таму целосниот одговор, затоа што таму навистина детално го објаснив. Вака. Значи, да, ова е многу битен момент затоа што можеме да влеземе во економска криза или рецесија во која што ќе имаме два последователни квартали во кои што имаме негативно зголемување на економијата на одредена држава. А во оваа ситуација нормално за жал мурика е онаа која што се гледа. Сега проблемот каде е овде? Проблемот е што, значи јас тоа што го објаснив на кратко сега само ќе го кажам, значи криптосекторот никогаш не искусил рецесија. Знаеме и сами дека последен пат во рецесија светот бил од 2008 до 2010 година кога муриканците повторно предизвикале криза со неконтролирано работење на банкарскиот сектор. Со тоа што поради оваа криза уствари настанува криптосектор. Без оваа криза можеби никогаш не мога да настане или можеби ќе настане многу подоцна. Како и да е. Ако мене ме прашувате, рецесија, барем јас така размислувам, е и потребна. Значи, потребна е со цел да видиме како целиот крипто, да речем, сектор ќе се однесува, односно како истиот ќе преживее или како дали ќе успее да се зголеми или да се намали, дали можеби криптото ќе биде решението во случај на рецесија, затоа што во случај на рецесија веќе не прашувате што ви кажува државата. Во рецесија гледате како да го штитите вашиот капитал. Ако треба ќе инвестирате во измет, но битно е да го заштитите вашиот капитал. Така да во оваа ситуација бизнисмените веќе не ги интересира што им предлага државата или што предлага државата мисли дека е безбедно. Во таа ситуација ќе инвестираат во било што само да се заштити капиталот кој што го имаат, за да не добијат практично негативни не профити, туку загуби на сопствениот капитал. Така да поради оваа причина мораме да видиме како крипто секторот би се однесува во една рецесија и затоа можеби не е лоша идеја еднаш да влеземе со оглед на фактот дека поголемиот дел од гледачите на овој канал се доста млади и верувам дека ќе може да премине преку оваа рецесија. Јас не верувам ни по точка разно дека крипто секторот ќе престане да постои во случај на рецесија. Да, можеби ќе биде во најлошо сценарио погоден исто како и останатите пазари, како што например индексите на SPY или Nasdaq и слично, но уште еднаш ќе напоменам, ние сме доста млади да можеме да поминеме преку потенцијална рецесија и да ги одложиме нашите профити за, да речем, година или две, кога оваа рецесија би завршила.
Тоа не уменја фактор дека е добро да се види како криптосекторот би се однесувал, затоа што ние немаме искуство што да очекуваме. Значи, остајте вие што ви кажуваат традиционалните финансии. Традиционалните финансии цел живот гледале акции, што се директно поврзани со банки, директно поврзани со држава, директно поврзани со сето тоа. Крипто не е директно поврзано. Зошто? Затоа што прво е глобално, значи не е поврзано со една економија, туку е поврзано со глобалната економија, а второ, самото по себе во претходната ситуација кога имавме пад на големи банки во Америка, представуваше сигурносна на платформа и луѓето бегаа во крипто. Кои зошто не би имале исто очекување доколку се случи ваков тип на рецесија? Останува да видиме. Но со земено за претходниот пример каде што луѓето од колапсот на SVB побегнаа во биткоин и биткоин доби некој, не знам, огромна процентуална вредност во тие неколку денови кога беше оваа криза. Значи, буквално за тоа што е направено, така, и сега останува да видиме дали тоа ќе се повтори. Следно USD хиперинфлација. Значи, хиперинфлација. Претходно го имаме објаснето ова, сега само накратко ќе го објасниме. Представува не само на долар, на било која валута. Момент во кој што премногу една влада ќе испринта пари преку својата централна банка, како и да се нарекува, со цел да ги плати своите достасени долгови, затоа што моментално нема пари, банкрот е, така. Сега вие кога на една влада и давате моќ во било кое време да испринта колку сака пари, значи прашање на време кога тоа ќе го направи, така. И прост пример да видите како тоа изгледа. Значи ова е за да ви покажам колку е брза. Значи вие можеби се сеќавате на хиперинфлацијата во Србија, повеќето од вас можеби биле деца како и јас, но на некој начин не е познато. Како и да е. Интересно во оваа ситуација е да погледнете колку е хиперинфлацијата брза кога ќе настапи. Значи имате инфлација која што со ваков тип на лоша одлука како што е во Венецуела, кога владата едноставно нема начин како да покрие моментални обврски освен со принтање на повеќе пари, ова се случува. Гледате што се случува. Значи 1.300.000 од 40% во 2013 година. Со тоа што во 2017 година се уште била на некој начин нормална. Значи гледате, ова е пред 2018 каде што била негде околу 80%. Но и 80% ќе се направи соодветна како да кажам, исправка на цените и нормално дека со време ќе се навикне и самата валута и луѓето на овие нови цени. Но со ваков тип на хиперинфлација каде што вие принтате енормно голема количина на пари, ова се случува. 1.300.000 проценти зголемена инфлацијата, односно буквално ништо не вреди боливарот на Венецуела. Ништо. Истата ситуација, ова ви ги давам само нови примери. Венецуела и Зимбабве се нови примери кои што се случени практично во последниве 30 години, така 20 години, да речем. Иста ситуација овде, значи гледайте. Поради лоши одлуки, имате неровно принтање на пари, кои што прво имате скок над 100, ова е претпоставам негде до 900%, корекција и од 2004 година, гледайте. Значи вие фактички имате скок од 100% на 900% за колку е ова? За 2 години. Така, значи 900% ви изгубила вредност вашата валута. Превод, вашата валута нема никаква вредност. Ова е многу битно, зошто? Затоа што ако ова се случи, значи дневна инфлација од 98%. Дневна инфлација, така. Ако ова се случи со неконтролираното принтање пари што моментално американците го прават, само прашање на време кога ќе се случи тоа, вие автоматски имате првенствено вреднувањето на криптовалутите веќе ќе биде неприфатливо да биде направено во долар. Се разбираме? Значи јас верувам дека ефективно секоја трговија на не само на криптовалути, на се во светот ќе престане да се прави со долар. Што значи дека автоматски оние зелени кливчиња тоалетна хартија ќе може стварно да ги искористите за шолја. Така да ова е само прашање на време кога ќе се случи. И дури некој паметен го ставил како потенцијална ситуација. Се оглед на фактот дека во било кое време може да се случи. Значи, зошто го ставиле? Јас верувам дека е поради една причина. Моментално се уште не е изгласано да се зголеми оној таван, како што нарекуваат они, на дозволената задолженост на Америка, затоа што моментално Америка се има задолжено по не знам кој пат мора да го зголемува тоа дозволено количество кое што може да влезе долгот на Америка, само за да и понатаму го продолжат некако да функционираат, се разбираме. Значи, се сеќавате да ви покажам, значи 30 трилиона, ако не се лажам, моментално е во загуба Америка. И они постојано го зголемуваат тоа дозволено количество на задолжување со цел да може да испринтаат нови пари и тоа да изгледа нормално. А на тој начин прават се поголема инфлација. И како што кажавме,
Значи, ако погледнете овдека, може да видите дека прво оваа инфлација се движи полека, за потоа да се движи вака. И моментално она што го имавме буквално беа на пат. Значи беа на пат затоа што инфлацијата дојде за 9 до 9% за помалку од една година. Па вие сега за размислете колку би се случило и понатаму да продолжи да се движи ако продолжи со принтање. Така да тоа е генерално на вистина можна ситуација и дополнително ова верувам дека е поврзано со потенцијалното неизгласување на нов таван, на нова граница за задолженост на Америка, кој што се уште треба да биде изгласано, се уште не е изгласано, ќе видиме дали ќе се случи. Ако не се случи, Бог да ги прости. Fed balance sheet and rate hikes, мислам дека ова го покриваме постојано, нема потреба да се зборува овдека. И последна тема за која што јас на вистина не знам многу, а тоа е housing market. Значи, housing market може да предизвика хаос на пазарот доколку падне во вредност. И затоа моментално се покакава по големиот дел во Америка, затоа што моментално сега зборуваме за домови и за плаќање на камати за домови, практично интересот се намалил и продажбата се намалила во споредба со претходната година за месец февруари и март. Каде е овдека проблемот? Проблемот е што ако вие имате, дури ако насетат дека почнува да се случува маркет, значи на некој начин намалување на интересот за недвижнини, вие имате масовен излез на огромен капитал кој што досега е влезен во овој сектор, затоа што најчесто представува еден од најпрофитабилните. Гледате од година на година, имате стабилен раст, тоа е нешто што го држите, нели, станува збор за недвижност, така да не е проблем, но каде се тоа сега, од каде потекнува целиот овој проблем? Значи, од она што досега успеав да го на некој начин, пошто јас следам некои луѓе кои што се многу стручни во ова, вели вака. Најголемиот проблем во однос на недвижностите, посебно во Мурика, како и во останатите од светот, нели, посебно во Мурика, настанува од овој момент, од ковид. Значи, во ковид, ако се сеќавате, поголемиот дел од корпорациите ги пратија луѓето да работат од дома. Сега, поголемиот дел од тие корпорации сватија дека луѓето може од дома да имаат истата таа, на некој начин, работна рака, без при тоа да мораат да доаѓаат и некаде да плаќаат канцеларија. Така. Сега, ако вие како корпорација може да го намалите овој трошок, значи нормално да го намалите, се разбираме. Ако нивната, да речам, корисност и потенцијална корисност не се менува во однос до дали биле дома или биле во канцеларија, вас ви менува тоа што вие треба да платите за таа канцеларија. И најчесто оваков тип на големи корпорации плаќаат енормни пари за комерцијална недвижност за канцеларии. Така. Сега, после ваквото сваќање на корпорациите дека не мора да го прават ова, автоматски имате, значи дури имаше некоја статистика, сега овдека не е спомната, но тоа беше на некои други статии и други видеа кои што имам гледано, дека оприлика 40% од корпорацијскиот канцелариски простор кој што претходно бил, нели, на некој начин зафатен и рентан од овие корпорации е празен. И вие автоматски имате огромен број на недвижности кои што никој не ги сака. Кога вие гледате дека може да имате поефикасна и многу поевтина нели опција, нормално дека нема да се нафатите на поскапата, така. И поради оваа ситуација голема веројатност е дека големите банки кои што се инвестирани во овој сектор ќе почнат да се повлекуваат, односно ќе се обидат да го на некој начин остават тоа или да го продадат на пазарот пред да изгуби вредност, па да го продадат со многу помала. Нормално, тоа е недозволиво за банка. Така да ова е последна од ситуациите која што е многу битна за нас и посебно за нашата генерација ќе напоменам, затоа што знаете и сами дека купување на дом во нашата генерација е научна фантастика. Луѓе треба да работат некогаш и по 40 години за да оплатат дом. Така. Нешто што во 45-46, значи слободно може да го проверите. Ова е податок општо познат во светот, но не сакаат да ви го кажат. Ако ви го кажат и го знаете, ќе се побуните. Значи проверете и ќе видите. После Втора светска војна, една фамилија со 3 деца, дури само еден член на фамилијата, најчесто во оваа ситуација сопругата работи, има доволно пари да покријат се, јадење, пиење, спиење, школа, одмор, се, и со оваа плата да исплатат за помалку од неколку години куќа. Ете, толку биле ефтини недвижностите. Сега вие седнете, погледнете го слободно на Google, буквално има статистика што може да видите реални ситуации во кои што луѓе за неколку години отплаќале куќа, не стан, куќа. Така, со една плата, со сопруга, со деца и со школување и со облекување и со јадење и со се. Значи во денешно време, од таа 45-та година наваке, значи како се движеле работите генерација на генерација, ако не им требале 5, на други им требале 10,
трети им требале 20, на четвртиот денеска им треба 40 години да отплатат 60 квадрата стан, што жива брука. Така да, овој колапс на недвижностите, го чекаме со цел да го решиме ова прашање, да бидеме реални. Големиот дел од нас го чекаат се уште ова, за да може да го решиме многу поедноставно ова прашање, но нели, останува време, јас мислам дека ќе дојде наскоро, останува да видиме. Значи ова беше една добро интересна, сега малку се задржавме, но за жал нели да ги објасниме си тоа прилика што се случува, мислам дека е битна и навистина добра слика во однос тоа што очекуваме во следниот квартал. Следно нешто сакам да го, значи ова беше од Дарко Јошев и едно многу интересни работи кои што ми ги прати. Значи станува збор за некој проспект. Сега проспектот е најмалку битен, верувајте ми. Значи проспект како блокчейн технологијата ќе помогне во нели промената на климата, промената на температурите и слично, каде што гледајте се. Гледајте кој е уствари блокчейнот кој што се бутка, IOTA Foundation и кој го прави ова Blockchain for Europe. Сега јас расчепкам, значи верувајте ми, најмалку е битно ова, сите знаеме што прави IOTA, сите знаеме како блокчейнот е добар, бла бла бла. Што е најбитниот дел? Значи на крајот од ова проспектче има еден дел кај што вели вака, acknowledgement, значи одека буквално се на кого му се дава нели благодарност за изработката на нели овој проспект и нели целиот овој проект. Сега, нема да налегуваме во личностите, битно ни е BC for EU, односно Blockchain for EU е фондацијата која што го финансира ова истражување. Да не заборавиме дека ги имаме Ripple и Polygon и нормално ова е направено за IOTA. Така. Сега. Зошто е ова битно? Значи јас направив не толку истражување на самиот проспект, колку што направив истражување на кои се Blockchain for Europe и зошто се толку битни. Значи Blockchain for Europe, пред да продолжиме да видиме кои се, да видиме кои се членови. Значи ова се членови на оваа, да речем, фондација. АВЕ, најголемиот лендинг, односно протокол за позајмување, Avalabs, односно AVAX, Binance, најголемата блокчейн, знаете и сами, централизирана менувачица. Овие Blockbit, искрено не знам кои се, Чело, да не ве лажам, ова исто така не знам, Chainalysis се најголемата компанија за истражување на блокчейн, односно во случај ви се случи хак, тие се тие што гледаат кој уствари како преку што пренесува валути. Чилис, малтешкиот проект кој што како го немаме се уште во портфолио, не можам да знам, но наскоро ќе го имаме. Filecoin, нели, знаете од Filecoin проектот за онлайн меморија, Coinbase, исто така едно од поголемите од Америка, нели? Газолижачите во Америка, Kraken, исто така едно од најголемите менувачници, сега нели имате овдека. Овие MoonPay, ако не се лажам, се payment провайдери кои што моментално работат со многу проекти на крипто, ако не се лажам, дури Binance моментално ги користат, не сум толку сигурен, не ме сваќате за збор. Polygon, мислам дека многу јасно кои се Polygon, не морам да ви кажам. Ripple, нормално, Stellar, Uniswap и Web3 фондацијата, нели, за развој на Web3. Сега откога ги поминавме овие имиња, пазите го. Blockchain for Europe Summit 2022 година. Гледайте кој се уствари ова. Вели, на нашиот самит моментално имавме да ги обединиме представниците на различни европски институции. Значи, Blockchain Summit 2022 година во октомври, а сега моментално гласаат за Мика. Така. Значи, ова се спрема дебело, само никој од овие фаци нема да испадне да ви каже, абе гледаш ние дека моментално, значи, зошто го велам ова? Мика не гледам причина зошто да биде негативна, кога гледајте кои се луѓето со кои што се работува моментално Европската унија со цел да го направи сето ова. Значи, ова се еден од поголемите блокчейни, поголемите проекти во светот, така. Со тоа што вели, значи, различни представници на ЕУ институциите, нели академски представници на индустријата, нормално, кои што нели го прават иднината на овој сектор. Со тоа што во овие 2 дена конференции ќе се покријат термини како Мика, TFR on the industry, искрено не знам што значи ова, токенизација на економијата, дигитално евро, стейблкоини, децентрализирани финансии, data and blockchain, смарт контракти, artificial intelligence и многу повеќе. Значи, вие фактички овдека имате представници на индустријата кои што разговараат со представници на институциите на Европска унија на овој самит, кој што јас не знам како сум го промашил, и гледате ги темите на кои што разговараат. Така, значи треба
повеќе од јасно да ви стане дека ова е веќе се договорено, само прашање на време како ќе се спроведе. И овие блокчейн for Europe кои да се јас ќе ги запамтам, затоа што очигледно изгледаат доста битни за она што ќе се случува понатаму во Европската унија. Значи во Европа изгледа ќе биде позитивно регулативата, иако не можеме да бидеме сигурни со дека истата не ја видиме, но сега за сега изгледа дека Европа, за разлика од Мурика, има малку понапредни сваќање или пак не сака да биде заоставена во светот со оглед на фактот дека имате држави како арапите, нели, доле, било како тие арапски држави, кои што се напредуваат, кои ќе има по позитивна регулатива за крипто, дополнително имате адаптација од страна на, не знам, Русија, Иран и чуда кои што сакаат да го направат ова за прво за заобиколување на нормално на санкциите, така да не може да заостанете. Тоа што ви го кажав многу пати, ќе ви го кажам повторно. Не може да си дозволите вашите противници да го имаат оружјето кое вие го немате. Значи ако они го имаат, вие мора да го имате исто. Интересна работа. Следна интересна вест која што имаме е Stellar, како што може да видите, она што го разговараше во ISO 20022, конечно почнува да завзема ефект. Значи, сега, ова е многу интересен момент каде што може да видиме точно зашто реков дека е потребно време за овие корпорации и институции и банки да конечно се преориентираат на ISO 20022. Значи, BP Ventures е уствари British Petroleum, најголемиот производител на горива и нафтени деривати во Англија, кој што моментално, значи, преку Stellar и неговата технологија се интегрира на ISO 20022. Значи, ова е уште еден интересен момент кој што го кажавме, е дека во оваа ситуација че корпорациите не одат директно да се интегрираат, туку ги користат самите блокчейни за да изградат механизми и да изградат фактичко пристап до блокчейн технологијата директно преку користење на овие проекти. Така да во оваа ситуација British Petroleum како една од најголемите корпорации која што работи со производство и трговија на нафтени деривати, значи во оваа ситуација моментално најавува дека влегува во ISO 20022 преку Stellar блокчейнот и нормално ова е изјава на Антони Паркер, кој да е, дека моментално истиот станува дел од ISO 20022 стандардот преку XML, односно преку Stellar, и дека дополнително, нели, ќе може да искористат блокчейн технологијата од Stellar заедно со стейблкоинот Circle. Сега ова е интересна работа која што јас не ја знаев. И останатите compliant проекти на ISO 20022. Ова не го знаев. Значи, очигледно и Circle представува compliant stablecoin на ISO 20022. Ова е нешто што јас не го знаев. Ова преку неговата изјава препоставувам, нели, го дознавам фактички. Така да имате го предвид тоа, изгледа дека и Circle USDC представува еден од оние кои што се во оваа регулатива. Значи, како што кажа, British Petroleum не е мал, значи тоа е еден од поголемите клиенти сигурно кој што ги има Stellar и ова е доста голема позитивна работа за Stellar, а нормално и за оние проекти кои што се ISO 20022. Затоа што уште еднаш ќе напоменам, многу добро кажува овде дека со ваквото интегрирање на ISO 20022 ќе може да ги искористите сите оние коини кои што моментално се во согласно со овој стандард. Значи, ова ви е кажано директно од British Petroleum. Следна интересна работа, колку и жална во исто време, значи Bitrue, една од најголемите менувачници, е хакирана за 23 милиони, со тоа што главните токени кои што моментално се одземени се Ethereum, Quant, Gala, Shiba, HOT и Matic. Сега, ако се сеќавате баш на роденденскиот лайвстрим, се чудев зошто Quant е паднат. Ако се сеќавате, правевме некои мерења во однос на оние ISO 20022 токени, еве зошто бил паднат, затоа што голем дел од токените кои што се одземени биле во Quant, со тоа што, значи, нема потреба паника, значи тоа бил само еден wallet од многу wallet кои што ги има оваа менувачница и очигледно според кажувањето на самата менувачница, Bitrue ќе ги надокнади сите оние кои што изгубиле одредени средства во ваквиот хак. Така да тоа е добра вест, значи битно е да се земе одговорност кога станува збор за ваков тип на хак, кој што е, нели, поради ваша несигурност, како и да е, сега се уште се трага, се уште не се знае што се случило и дури интересно на некој начин тоа што го објаснувате, дека ова е само 5% од нивното моментално портфолио на коини кои што ги држат од своји клиенти. Така да ова не е голема количина и како што кажав, нели, го земаат тоа како одговорност за да ги вратат средствата назад, што е доста добро. И VeChain и Authenticate Partner, значи моментално стануваат партнери со цел да ја зголемат можност за
верификација и за следење, како и за security, односно нели моментално да имате поголема безбедност на вашата страна. Со тоа што Authenticate моментално е компанија која што како Tech Innovative, практично ова е компанија која што нуди солуции на други компании преку нели сопствениот софтвер и моментално преку утилизирањето на VeChain како технологија, значи практично ги додаваат овие дополнителни позитивни квалитети на сопствениот софтвер кои што ги нудат на компаниите кои што го користат нели овој партнер со цел да нели направат соодветна страна или слично. Со тоа што сега нели ова направено е за голем диапазон на различни компании кои што ќе биде потребно и овдека убаво е објаснето дека нели VeChain преку нивната уникатна технологија за следење, ако се сеќавате, че тоа беше нели основната позитивна страна на VeChain е тракинг, односно следење на добра низ светот, така да го користат тоа да се доближи до што повеќе компании и во секојдневното работење на нивната компанија нормално. И сега овдека нели дополнително се набројува дека и самиот блокчейн како технологија преку VeChain ви нуди енормно заштитена база на податоци која што не мора да чувате на, да речем, hard drive, туку може директно да чувате на блокчейн, што е една од позитивните работи на блокчейн технологијата нормално. И сега нели овде имате повеќе работи, но главната е тоа дека ќе се зголеми многу повеќе оваа солуција која што ја нудат на компаниите, начинот на безбедност кој што го нуди, затоа што вие практично ја уживате безбедноста на самиот блокчейн, VeChain, односно и да се обиде некој да ви ги украде овие информации кои што ги имате на пример како storage, не може затоа што станува збор за заштитен софтвер од страна на самиот VeChain блокчейн софтвер. И дополнително нели следење на сега овдека зависи каков тип на следење има потребно на компаниите. Како и да е, значи ова е само уште една соработка на VeChain, гледаме дека секој ден имаат нова соработка, но е доста битно и добро затоа што помага во однос на потенцијално во следниот bull market за VeChain. Следна и многу интересна работа е Alchemy Pay. Значи Alchemy Pay е многу мал проект, да бидеме реални, значи само да го најдем, да ви покажам зашто станува збор. Значи IACH е уствари кратенката на Alchemy Pay. Сега, зашто е толку интересен? Он е на 200-то место, да, и рековме дека нема да работиме токени кои што се наоѓаат на толку ниско место, нема тука муавет, и гледаме дека неговиот маркет кап е ништо, 196 милиони, во овој дел од bull маркетот е катастрофално. Мене ако ја прашувате, навистина е непаметно да се, значи не е паметно да се вложува во овој, затоа што ако го гледаме од токеномија, ако гледаме од тоа каде се наоѓа моментално. Но кажете ми вие како да не инвестирате во овој токен кога Alchemy Pay моментално работи со Visa, со Mastercard, со Discover, со Diners Club, работи со Google Pay, работи со Apple Pay. И тоа ова се само неголемите со кои што работи. Официјално апдейтирано 3 април, тоа не е ни 2 недели од сега, така? Значи нема каде го нема, посебно во Хонг Конг, една од најпопуларните како што може да видите, значи нема каде го нема. Дури Дарко ми го спомнува за тоа што вели у Швајцарија нема каде нема реклама за ACH. Така да во оваа ситуација уште еднаш ќе напоменам, значи како ваков тип на софтвер кој што овозможува толку голема поврзаност помеѓу сите овие големи корпорации, можеби е вредно да се разгледа. Иако разговаравме дека за микрокапови нема да разборуваме моментално, мислам дека е паметно да го ставиме Alchemy Pay како еден од потенцијалните следни токени коини на кои што ќе работиме анализа, после овие 4 кога ќе ги завршиме нормално, што ќе биде следна недела ќе гледаме да работиме малку повеќе на тие проекти, така да ќе гледаме да го обработиме и Alchemy Pay, затоа што пак ќе напоменам. Значи ваков тип на партнери, кога вие сте само проект кој што има моментално скоро 200 милиони, ваков тип на партнери значи дека има нешто што очигледно не го знае. Така да ќе гледам да направам соодветно истражување за да ви информирам затоа што ова изгледа како еден многу потенцијален джем. И ова се некои листи чартинг на некој начин кои што ми се пратени од собрани и пратени нормално од Бобан Досев, само сакам интересно на некој начин потврдуваат некои работи кои што ние веќе ги работевме на нашата техничка анализа, односно можеме да видиме дека нели овдека практично на самиот халвинг се поставени сите претходни циклуси, значи од претходниот халвинг, ова е да речем еден цел циклус на дно. Со тоа што можеме да забележиме дека протоколовата е моментално каде се наоѓаме ние. И гледаме дека оприлика до сега се наоѓаме буквално на исто место со сите претходни халвинзи, да речем во оваа ситуација, ако ги забележиме циклусите до халвинг, се наоѓаме на вредност негде оприлика како сите претходни. Иако нели не на доларна вредност, туку на вредноста зголемување и паѓање. Гледаме дека сме оприлика тука негде. Првиот нема да го земеме први затоа што тоа е уствари оној пред првиот халвинг. Така да останатите гледаме дека нема некоја голема разлика во нивното движење.
и гледаме дека сега за сега се движиме исто како претходните циклуси, што се надоврзува на оно што постојано кажуваме дека 4-годишниот циклус на халвинг очигледно ги прави овие да речем чартот на овие 4-годишни циклуси да биде сличен. Така да останува да видиме дали тоа ќе продолжи понатаму, но сега за сега нема причина зашто да не му веруваме на 4-годишниот циклус. Следно се овие параболични движења кои што моментално ги имаме представено од практично од биткоин чартот, со тоа што после направени се практично од овие две точки. Значи започнати се од почетокот на паѓањето на врвот, ова е во 2013 година, каде што е првата точка и две точки на допир, и тоа е нели кога дојдовме до 3000 и до 6000 во пандемијата, истото и пред 2013 година. Значи ова е првиот практично званичен циклус после првиот халвинг, каде што исто така, значи овие две точки не се точки на кои што се поставува параболата и на некој начин се наоѓа каде ќе биде врвот, со тоа што досега очигледно кој да е Аурелијан Охајон успеал да го најде врвот и третиот пат го представува врвот на 300.000. Сега ние ова го поставивме како нели на некој начин интересен чарт кој што може да го земеме во предвид, но нашиот канал со поставување, ако се сеќавате на овој дел од претходниот циклус, копирање на истиот на новиот циклус, значи ако се сеќавате кога го поставивме ни го покажа истото тоа дека очекуваме врвот да биде негде околу 300, тоа многу повеќе, но нели да биде доста висок во однос на претходните all-time high-ови. Сега, они го одлучиле тоа, мислам, го нашле тоа да биде негде на 300.000, што е на некој начин, сега ќе видиме точно, овде. Значи, ова е врвот кој што они го очекуваат да се случи и тоа во два наврати, значи разгледав две нивни анализи, значи ова е врвот кај што очекуваат да заврши овој циклус, но битно е дека навистина имаат големи очекувања за следниот биткоин циклус, тоа ми беше поента. Сега ова е нормално представување на парабола, нели, секој има различен тип на тоа како го определува. Во секој случај, мислам дека е премногу високо ова мета, но нешто интересно кое што еве некој го нашол, останува да видиме дали тоа ќе се реализира нормално. Следно, да, значи ова е некоја статистичка показател за тоа каде се наоѓаме во еден циклус самиот по себе, со тоа што споредбено со претходните циклуси не е толку слично, но претходниот циклус покажува дека е многу посличен од првиот. Со тоа што да не забораваме дека првиот е после самиот прв халвинг и затоа е малку неверодостоен, но вториот и третиот се доста слични. Односно можеме да видиме дека буквално 38% од самиот халвинг трае бул маркетот, значи зборувам од времето поминато во следниот циклус, 33% трае bear маркетот, кој што моментално го видовме и заврши на 15.600 и моментално очигледно ни останува уште 29 дена до следниот халвинг, кој што може да биде или вака, останува да видиме како ќе се оди на овој чарт. Сега ова е интересно што ни покажува дека навистина се доста слични. Уште еден показател дека самиот биткоин халвинг е исклучиво битен кога станува збор за одредување на цената на самиот биткоин, нормално и на самиот циклус. MVRVZ score, веќе разговаравме што и како представува истиот, односно во оваа ситуација станува збор за кога биткоин има најдобра вредност, односно кога истиот има највисока, а кога истиот има најниска вредност. Значи знаете, разговаравме за овој, претходно може да го најдете во нашите видеа каде што објаснуваме за MVRVZ и го работиме нели во живо, но сега само да видиме дека уште некој го има истиот овој показател земено и дека буквално покажува истото, дека дното е постигнато. Ако се сеќавате, ние тоа го разговаравме преку биткоин, значи на овие чартови, кои имавме MVRVZ скорот, што може да погледнете, ова се уствари каде што ние ги наоѓаме во живо, нормално, каде што може вие да ги користите, затоа и користиме од тука. Значи MVRVZ скорот можеме да видиме дека го покажува истото што моментално го гледаме таму, а тоа е дека само да го наместам на истото место каде што треба да биде. Значи гледате, во моментот кога конечно ќе се извади надвор од овие граници кои што представува момент каде што е најдобар момент за да се купи биткоин, почнуваме во следен bull маркет. Значи и овдека очигледно не само јас, туку некој преку Glassnode го видел ова, си платил на Glassnode, добро за него. Значи успеавме да завршиме со овој bear market со оглед на фактот дека конечно се наоѓаме над и тоа солидно се движиме над. Значи можеме да го видиме тоа и уживо, дека навистина се движиме над ова поле на најдобар момент за купување на биткоин, што ние многу пати до сега го кажавме. Следна интересна работа е сега овдека, иако јас тоа не го гледам, но сакам да го споделам со вас. Значи моментално, она што он го споредува е уствари оној неуспешен циклус на биткоин, тоа е после падот 20.000, ово е неуспешниот циклус на биткоин, нели, каде што има повторна корекција во COVID, че он го користи овој дел
за да го на некој начин спореди со овој дел. Со тоа што иако по должина не се исти, со оглед на фактот дека овој циклус до прекршувањето на претходниот all-time high, мислам локален хај, ни е 70 недели, додека ово е многу пократок, односно он го смета ова за така сличен циклус на истиот. Добре, само да покажем. Значи овде ќе имаме 44. Тоа е половина од овој циклус практично, кој што моментално ние го имаме, но го гледа истото како споредба на тоа дека ако овдека сме успеале да пробиеме нагоре, истото ќе се случи и овде, затоа што имаме на некој начин слична структура со овој потенцијален врв, ова што моментално го гледаме овде. Што буквално беше една од ситуациите кои што ги напоменав дека дури да сме високи, како што може видите, 100 КРС е многу висок, КРС е многу висок, значи MACD енормно се придвижи нагоре, значи истите ни покажуваат дека и понатаму има потенцијал за максимално движење нагоре, со оглед на фактот дека истата ситуација се случувала и овде. Гледајте. Значи RSI ни е екстремно висок, 100 КРС ни е екстремно висок и самиот MACD е во голем нагорен тек. И наместо да се коригираат, нив им бил потребен цел еден bull маркет пред конечно да се коригираат под 70. Така да ова е она што моментално јас го напоменав, ако се сеќавате во претходните технички анализи. Еве, очигледно некој го има истото мислење, ќе видиме дали ќе се случи, но тоа е оние моменти каде што биткоин знае да изненади. Ова е фактички, ако не сега не знам кои се земени вредности, затоа што најчесто луѓето земаат различни средни вредности кои што нив им се битни, очигледно овие средни вредности кои што кои да ги земал, покажуваат дека во моментот кога ќе се коригираме од долната граница на овие средни вредности, имаме следен bull маркет во два наврати, па дури првиот да речеме, и сега моментално се наоѓаме на истата ситуација каде што се коригираме од долните вредности на овие средни вредности, за да имаме среден bull маркет. Значи дека уште еден човек покажува дека се движиме напред во следен bull маркет. Истата ситуација можеме да погледнеме и овде, дека некој од овој канал кој што моментално го следиме ние, слично на истиот, сега он малку поинеко ги поставил. Знаете што е проблемот овде? Ги земал само 2017 и 2018, додека нашиот канал ги опфаќа и првиот циклус од 2013, очигледно. Он ги зема само 2018 и 2021. Така да поради оваа причина очигледно нас метата ни е малку поинаква од неговата и очигледно наша, значи он што уствари направил, он ги земал само врвовите на овие две. Односно ако поставиме канал како што го поставил он, во оваа ситуација вака, ќе имаме сосема поинаков, гледате. Тоа е тоа што моментално го направила различно од нас и моментално добиваме вредност од 300.000. Очигледно, а додека го поставиме овој канал низ целиот овој простор, на целиот овој чарт, очигледно добиваме сосема друга мета. Но како и да е, затоа има многу луѓе со многу различни анализи, но интересно е дека опрлика сите имаме слични очекувања на тоа дека се движиме нагоре, иако за мета е многу далеко да се зборува, во секој случај веќе луѓето почнуваат да шпекулираат. И ова е од Лазар Галев, значи Капитал, не знам дека постои вакво списание во Македонија, кое што нели зборува за бизнис, како виде тој бизнис во Македонија што ние не го знаеме. Но нели кога веќе македонско списание го става биткоин на корица, јас мислам време е за следен bull маркет. Бидеме реални. Со оглед на фактот дека кај последни стасуваат информациите од цел свет, јас мислам дека време е за следен бул, со тоа што не заборавајте дека не е една, туку две стори има. Првата е дека 80% порачнал од почетокот на 2023, веќе не е 80, многу повеќе, а втора е дали криптото е излез од актуелните турбуленции што го нарушија угледот на традиционалните банки. Верувале или не на македонско списание, значи тргаме напред. Уште малку и ЕУ, тоа е тоа, уште да го смениме уставот. Страшна работа. Како и да е. Тоа е се што имаме за денеска, се надевам дека ви се допадна, уште еднаш да ми се благодарам на оние кои што ни помогна за да го прибереме овој материјал, дополнително нели. Она што мислиме дека е битно го надополнивме ние. Во секој случај, ова се оние 10 работи кои што навистина треба да се фокусираме, тоа се стварно добро одбрани теми, иако има уште нешто дополнително. И како и секогаш нормално се гледаме во следното видео. Уште еднаш за крај само ќе го повторам она што кажеме во нашето роденденско видео. Значи ние нема да молиме за лајкови, за шерови, нема да молиме за субскрипции, само уште еднаш ќе напоменеме дека секој лајк помага на ова видео да биде видено од повеќе луѓе. Така да тоа што ние правиме бесплатни видеа и што одвојувам дел од моето време да го направам ова,
Значи, на некој начин најмалку што може да направите шер или лайк на видеото или да го споделите на некој со луѓе кои што сакаат да научат за криптовалутите, затоа што идејата на материјалот што го правам бесплатно на една или на друга причина, нема да биде сигурно платен, е да биде достапен до што може повеќе македонци. А единствен начин на кој што може да ни помогнете да го направиме тоа е со, за жал, она стандардното share, like, subscribe, comment, ме разбирате. Иако не сакам да го правам, но тоа е реалноста, така да ако сакаме да помогнеме на заедницата да порасне и на што повеќе луѓе да го добијат овој материјал, тоа е единствениот начин, така да нели. Се извинувам ако звучеше малку нели стандардно јутуберски, но за жал тоа е единствениот начин да можеме да помогнеме на заедницата да добие што повеќе следачи и ова да биде распространето што повеќе луѓе. Така да ви благодарам како секогаш, среќни велинденски празници на сите оние кои што слават. Христос воскресе и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.